Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Ослободителна пресуда за Никола Груевски за градбата на партиското седиште. Судот го одби барањето за одземање на имотот. Условна казна за поранешната председателка на антикорупцијска. Рокас очекува договор за финализирање на реформската агенда. Политичките партии и на последниот ден од рокот без договор за изборниот законник. Милионски долгови и незаконски трошења утврдила државната ревизија во комунална хигиена. 60% од возниот парк не е во функција. Јавната чистота во Скопје е во ризик. Трамп ја врати поморската блокада на иранските пристаништа, најавува и такса за безбедна пловидба низ Ормудскиот теснец. Војните напади продолжуваат. Во тема на денот вечерва за барањата на независните, за измените во изборниот законник, ќе разговарам со Билјана Ивановска од граѓанската иницијатива Шанса за центар. Останете со нас. Кривичниот суд во Скопје на месец и половина пред застарување на делото изрече ослободителна пресуда за поранешниот премиер Никола Груевски во случајот за изградбата на партиското седиште. Судот го одби и барањето на обвинителството за одземање на имотот. Деталите од Миријана Давидовска. Судот изрече ослободителна пресуда за екс-премиерот Никола Груевски за предметот поврзан со изградба на партиската зграда на ВМРО ДПМНЕ. Директна причина за ваквата одлука се измените од кривичниот законник од 2023-та. Според судиката Алексовска Стојановска, обвинителството не го прилагодило обвинението на новите законски одредби, туку останало на истите факти и докази кои по измените на законот веќе не биле доволни за да се утврди вина за делото пречекорување на службените овластувања. Судот појасни дека ослободителната пресуда не е резултат на поинаква оценка на доказите, туку е директна последица на примената на поблагиот закон за обвинетиот. Анализата и оценката на доказите, утврдените факти и заклучоците изведени од страна на судот останаа непроменети. Така што при постоење на истите докази, врз основа на кои судот претходно утврди дека е сторено предметното кривично дело со искористување на службената положба и овластување, цени дека при постоење на истите тие докази не се докаже надвор од разумно сомнение дека делото е сторено со друг вид на действија, односно со пречекорување на овластувањата и со неизвршување на службената должност. Пораката е следна. Ваквата ослободителна пресуда е исклучиво резултат на донесување на законот за изменување и дополнување на кривичниот законник во 2023 година, а како директна последица на кој што беше и укинувањето на првостепената пресуда во овој предмет, како што тоа го констатира и апелациониот суд Скопје во второстепената одлука во овој предмет. Судот одлучи трошоците за постапката да паднат на товар на државниот буџет, а се одбива и барањето за конфискација на партиското седиште на ВМРО ДПМНЕ. Случајот Талир 2 се однесуваше на изградба на партиското седиште, каде според обвинението фирмата Бето незаконски ја изградила зградата во замена за државни тендери. Во првото судење во 2022-та Груевски беше неправосилно осуден на 6 години затвор. Сепак, по укинувањето на пресудата од апелации со измените на кривичниот законник застаре делото за вториот обвинет поранишниот владин генерален секретар Кирил Божиновски. Миријана Давидовска, Сител телевизија. Судството под контрола на Мицковски го спасува Груевски и го одмрзнува имотот на ВМРО, реагираат Социјалдемократскиот сојуз. По 8 години Белата палата, вредна 14 милиони евра, и останатиот партиски имот во вредност од 2 милиони евра се повторно во рацете на ВМРО. Така изгледа кога криминална организација на власт, таа се грижи само за себе и да ги спаси своите од одговорност. Правда нема, велат од Социјалдемократскиот сојуз. Груевски е осуден криминалец кој не ја издржува казната во Идризово, а Мицковски не бара негова екстрадиција, не ги испраќа документите кои со месеци патуваа од една до друга институција и никогаш не беа испратени. Намерно, Мицковски му овозможува на својот ментор Никола Груевски да избегне правдата за Талир 2, велата од СДСМ.
Пад на монтираниот случај за политички прогон против ВМРО ДПМН. Колку и да се обидува СДС да ја префрли вината, фактите не можат да ги избришат, велат во писмено соопштение од ВМРО ДПМН. Наместо да измислуваат приказни за судство под контрола, најпрви нека се погледнат во огледало, а потоа нека одговорат јавно кои за какви цели преку тогашното СЈ го нарача политичкиот прогон против ВМРО ДПМН и зошто ги донесува измените на кривичниот законник во 2023 година. Фактите се непријатни за СДС, а бегањето од сопствената одговорност преку политичка пропаганда не е политика, туку лицемерие, велат од ВМРО ДПМН. Условна казна доби поранешната председателка на антикорупцијската комисија, која беше обвинета за оддавање на службена тајна и податоци од ДКСК и фалсификување компјутерски сертификат. Обвинителството е задоволно, а одбраната најави жалба. Условна казна затвор од 1 година доби поранишната председателка на ДКСК Татјана Димитровска за одавањето на службена тајна и податоци од Државната комисија за спречување корупција на поранишниот директор на ТЕЦ на Годино и фалсификувањето на компјутерски сертификат за кој осудена судијата како тежителни околности ги зема тоа што била начело на најважната институција за спречување на корупција кога ги сторила кривичните дела и го загрозила интегритетот, но и сериозноста на делата. Обвинетата го извршува делото од позиција на председател на Државна комисија за спречување на корупција, што представува највисока раководна функција за заштита на државата од системско беззаконие, односно со вакво постапување директно е компромитиран моралниот и институционалниот крedibilitет на ДКСК, со што е нанесена штета врз довербата на граѓаните во државните институции и борба против корупцијата. Сепак обвинителството вели дека очекувало ефективен затвор, но се задоволни што се земени предвид доказите и Димитровска е прогласена за виновна. Дали ќе се жала до апелација, допрва ќе утврдуваат. Ние денес слушнавме сериозни, отежнителни околности кои што судот ги зел предвид при донесување на ваквата одлука и определување на видот и висината на казна. Одбраната на Димитровска не е задоволна од условната казна. Со жалба до апелациониот суд ќе докажуваат дека е невина. Многумина ценат и сметат дека казната алтернативна мерка во овој случај е успех во оваа постапка, имајќи предвид позицијата на обвинетата и својството. Јас сметам дека не е остварено законско битие на кривичните дела кои се стават на товар. Миле Стулевски, кој го полагаше безбедносниот сертификат во име на Татјана Димитровска, доби 6 месеци условна казна. Единствена од тројцата обвинети која доби ослободителна пресуда беше Билјана Петровска-Мантева. Според судот, таа како вработена не оддала службена тајна на директорот на ТЕЦ Неготино Небојша Стојановиќ како неповикано лице, бидејќи во тој временски период тој се уште раководел со институцијата. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Форензичар на МВР потврди дека е пронајдена ДНК на судијата Ристов на алуминиумските фолии во кои биле завиткани 350.000 евра. На денешното судење јавното обвинителство презентираше и видео снимки од посебни истражни мерки на кои се гледа како судијата се среќава со роднини на обвинети кои биле во притвор. На алуминиумската фолија во која беа пронајдени 350.000 евра има ДНК на апелацискиот судија Ѓоко Ристов, потврди денеска во судницата форензичар на МВР. Одбраната, но и самиот обвинет Ристов се обиде да го оспори резултатот со тврдење дека имало грешки во земањето на трагите и можната контаминација со други профили, но според форензичарите резултатот од анализата бил јасен. Има целосно поклопување на примерокот со пронедените траги. Таквото тврдење на одбраната е просто паднато во вода уште откако изнесено, бидејќи нема никаква научна, стручна, логична подкрепа. На парите не се најдени отисоци. Алуминиумската трага која слушнавте, допрва ќе ги чуете вештаците на одбраната, е многу потежок материјал за сочувување на ДНК од парите. На денешното судење обвинителството презентираше и пораки од телефони одземени од затвореници, а во една од пораките има прашање дали неговиот предмет е кај ѓок. Во пораките се споменуваат и суми од 150.000 евра, како и гаранции понудени до судот за укинување на притвор. Се емитуваа и снимки направени со посебни истражни мерки на кои се гледа како судијата се среќава со роднини на лицата кои ги разменувале пораките. Во друг аудио разговор пак се споменуваат и Љупчо Пецов ѓаволот како и адвокатот Фехми Стафа, преку кој всушност беше откриен апелацискиот судија. Да се покаже на анатомија на поведение од страна на обвинетиот како судија на апелацискиот суд и начин на однесување во однос на предметите и постапките кои ги води.
Директен подкуп не успеавме да докажеме во овој предмет. Меѓутоа, овие докази одат на линија на покажување на една коруптивна вкупност и поведение. Обвинителството до денешен ден не обезбеди ниту еден доказ за било каков коруптивен предмет каде што се земени пари. Судијата Ристов е обвинет за незаконско стекнување имоти и перење пари, откако во домот на неговите родители беа откриени со зидани 350.000 евра. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Министерството за внатрешни работи информираше дека е расчистен случајот со насилството врз малолетничка во Куманово, а поднесена е кривична пријава против 18-годишна девојка и 2 малолетнички. Секторот за внатрешни работи Куманово поднесе кривична пријава против ПА на возраст од 18 години од селото Лојане, општина Липково, како и против 2 малолетнички на возраст од 14 и 15 години од Куманово, поради постоење основи на сомнение дека сториле кривично дело насилство. Пријавените на 13 март годинава околу 18 часот повикале 14 годишно девојче да излезе од нејзиниот дом, пошто ја убедиле да влезе во просторија во близина на спортскиот центар Соколана во Куманово. Таму најпрви ја навредувале, а потоа и физички ја нападнале, при што целиот настан го снимале со мобилен телефон. По извршеното насилство, осомничените и се заканиле на малолетничката да не го пријавува настанот и да не зборува за снименото видео, заканувајќи им се дека во спротивно ќе им се случи нешто уште полошо, информираше Мавера. Рокас очекува договор за финализирање на реформската агенда, политичките партии и на последниот ден од рокот без договор за изборниот законник. Билионски долгови и незаконски трошења утврдила државната ревизија во комунална хигиена. 60% од возниот парк не е во функција. Јавната чистота во Скопје е во ризик. На последниот ден од рокот за измените во изборниот законник нема договор помеѓу политичките актери. Сите остануваат на своите позиции. Евроамбасадорот Рока се оптимист дека денеска ќе се исполнат барањата за да може во целост да се искористат средствата од реализација на реформската агенда. На последниот ден до истекот на рокот за исполнување на реформската агенда, молк од собранието за донесување на изборниот законник. Политичките партии се подалеку од можен компромис. Не е закажана ниту нова средба на пратеничките групи, откако опозицијските партии не договорија заеднички позиции за кои власта е подготвена да ги прифати во замена за гласањето на диаспората. Опозицијската СДСМ не попушта од става дека треба да бидат донесени само препораките на ОПСЕ ОДИХР. Лидерот Филипче вели дека нема да дозволат да се воведе механизам со кој ќе се изманипулираат изборите преку условот на власта за гласањето на диаспората. Предлагаат обединување на ставот на опозицијата. Како е тоа обединување на ставот на опозицијата околу изборот за кои се тие да иницираат нешто по наредба на Мицкоски. Нашите ставови се јасни. Ние немаме проблем со една изборна единица. Ниту пак имаме проблем со и го поддржуваме делот да се зголемат финансиите за помалите партии на сметка на наше намалување на финансите кои што ги добиваме од државата. Немаме проблем. И го поддржуваме тоа. Не може да има член кој што дозволува поинаков начин на гласање на диаспората. Политичкиот театар на СДСМ, Левица и ДУИ не поминува, се докажа дека немаат намера да се договорат за нов изборен законник, обвинува владеачката ВМРО ДПМН. Едните демек повикаа опозицијата да седне и да разговара, а другите демек не ја прифатија понудата. Ова е само провидна игра на опозицијата со која единствената цел е да не се олесни гласањето на диаспората и да не се донесе нов изборен законник. Не попушта ниту Левица. Средба нема да има половина на СДСМ, велат од претеничката група. За нив е важно да се испочитуваат препораките, па дури тоа да биде и за 2 месеца од сега. Евроамбасадорот Михалис Рука се надева оти денеска ќе се постигне консензус меѓу политичките партии за измените на изборниот законник, што е обврска од реформската агенда. We really do hope that there is today. Вистина се надевам дека денеска, затоа што уште денеска и утре, значи утре е последниот ден за постигнување на консенсус. Јас навистина се надевам дека тој консенсус помеѓу политичките партии ќе се постигне. Имајќи во предвид има информација дека политичките партии, всушност нивните координатори се сретнуваат на дневна основа, така да навистина се надевам дека и овој чекор од реформската агенда, тоест измените на изборниот законник ќе можат да се постигнат.
Изборниот законник е блокиран со над 13.000 амандмани од СДСМ и Левица, па расправата по нив е неизвестна. Доколку денеска не се дојде до консензус, државата ризикува да изгуби дел од финансиската подршка од фондовите на ЕУ, вреден 4,2 милиони евра. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. За измените во изборниот законник во тема на денот, како што најавив, разговарам со Билјана Ивановска од граѓанската иницијатива Шанса за центар. Ивановска, добро вечер, добре дојдовте од Дневникот. Добро вечер и ви благодарам за поканата. Да, вообичаено разговараме на тема корупција, но овој пат во улога на представник на независните на граѓанската иницијатива Шанса за центар. Гледаме течат последните рокови во однос на можниот договор за измените во изборниот законник. Во јавноста се добива впечаток дека некако како да се заборавени независните. Дали е тоа погрешен впечаток на јавноста или можеби ве поканија на некаква средба во Министерството за правда? Видете, корупцијата и демократијата се обратно пропорционални. Таму каде што има корупција, нема демократија и сега слободно ќе кажам и тука, во случајов, очигледно е дека се што се прави е во функција на зачувување на партиските интереси, исклучиво на партиските интереси, заборавајќи го граѓанскиот интерес, а партиските интереси не се ништо друго освен корупција и занемарување на демократијата. Така да ние повторно сме секогаш на истата тема со корупцијата. Во се има корупција, така е. Ние не бевме поканети да бидеме дел од работната група. Јас сум кажала и претходно во една случајна средба со министерот го прашав зашто независните не се вклучени во работната група, а тој изненаден одговори каква е таа дезинформација. За после 2 дена да ми каже дека нема место. Па потоа известувавме еден состанок со сите независни групи кои што се од останатите градови, ги дадовме нашите 15 барања. И ни беше ветено дека кога ќе се разгледуваат на работната група, дека ќе бидеме повикани за да ги образложиме. Ние подготвивме и детално амандмански текст со образложение, со компаративна анализа како е во другите држави, сето тоа го доставивме до Министерството за правда, за кое што министерот рече, ова е сега за доцнето. Јас се чудам зашто би било задоцнето, бидејќи немаше одредени рокови, а работната група имаше уште да заседава, скоро речи си 1 месец. Но вети дека ќе го достави предлогот на работната група, па таа да реши. Предлогот не е доставен до работната група. Ние го доставивме до одредени членови кои што ги знаеме до работната група и толку од нашите предлози. Нешто ако се фатиле како пошто таму се пратеници, па пратеничката Моника Зајкова рече дека нешто ќе оди во амандмани, не знам, ќе видиме дали тоа ќе се оствари. Така што гласот на независните остана неслушнат и изигнориран, што е многу потрагично, изигнориран од институциите и ние се прашуваме за какви реформи, европски реформи станува збор, ако во една таква работна група учествуваат само парламентарни партии, а се занемарува гласот на независните кандидати кои што го имаат својот легитимитет во гласачкото тело и тоа од еден до друг изборен круг во растечки тренд. Да, со ова се оттежнува и можноста на граѓаните да направат собствен, полесно да направат собствен избор. Сега јас ја гледам информацијата која што споделивте со јавност во однос на вашите барања кои што биле доставени до Министерството за правда. Генерално, најголем дел од нив се однесуваат уште на самиот почеток на процесот за можноста да се вклучите во изборната трка, во однос на достижниот број на потребни потписи, на начинот на кој што се собираат и рокот за собирање. Каде е проблемот? Овие сите слабости ние сме ги доживеале во текот на овие изминати 3 изборни циклуси каде што независните кандидати учествувале. Значи, ова е од паталци, не е од гаталци кажано, туку е од паталци нешто што пречело во процесот и сега доколку сакаме ние вистински реформи, доколку сакаме да им овозможиме на граѓаните правилен демократски избор, информиран избор, значи точно да знаат за кого да гласат, а не тоа да биде безозначено име на иницијативата со група избирачи, не тоа да биде со различни бројчиња, туку така едно за градоначалник, едно да бидат збунети. Значи, овие досегашни решенија се многу збунувачки за граѓаните и тие не им овозможуваат лесно
да си ја донесат својата одлука, туку треба да бараат каде е ова, каде е ова бројче, каде е тоа бројче, каде е оваа иницијатива, па дали беше ова име, па може слични имиња ќе се погодат на кандидатите. Како што имало искуство. Како што имало, да. И тоа се прави забуна и го отежнува процесот. Ето и ние сакаме само да го олесниме процесот. Значи, нека има број на потписи, меѓутоа тоа да не биде ограничувачки, деградирачки, да не може да се учествува. Нека има собирање на потписи во одредени места на терен. Не мора да биде тоа само во подрачните единици на Државната изборна комисија, која што патем речено во 30 и неколку општини има подрачни, нема ни секаде подрачни единици. Во поголемите градови. Во поголемите градови тие дополнително би отварали, не знам што. Мислам, во оваа ера на дигитализација можно е од било каде да се проверува избирачкиот список, односно дали граѓанинот што сака да се потпише, е дел од тој избирачки список, дали дал некому претходно потпис, не дал, значи се може да се направи од една точка, не е битно од каде. Проверката во избирачкиот список се врши електронски на веб страницата на Државната изборна комисија. Треба да се има волја. Изголемувањето на рокот, наводно оправдувањето од страна на ДИК е дека тие си имаат определен календар, ама календарот луѓето го прават. Календарот се прави врз основа на активностите. Ако ние ставиме дека за активноста собирање потписи потребни се 30 дена, бидејќи тие 15 дена прават огромен притисок врз независните иницијативи, тогаш календарот може да се промени тој календар, така ли? Не мора да биде 70 дена, може да биде 80 дена. Ова покажува дека реално се остварливи овие барања кои што ги имате вие. Само ќе ми дозволите, видов две барања кои што се доста интересни, освен што барате независните да не мора да поднесуваат целосни советнички листи, барате и можност кандидатот за градоначалник истовремено да биде и кандидат на советничка листа. Како го оправдувате ова? Видете, тоа не е нешто ново. Ова е, например, најблиску во Хрватска е таков моделот. Заради тоа што кандидатот што е за градоначалник, тоа е, да речеме, еден од поквалитетните кадри на таа граѓанска иницијатива, значи тоа е конјот со кој што сакаме ние да се тркаме, така. И тогаш зашто тој ресурс не би бил искористен во советот да дава убави предлози, да учествува во донесување на одлуки кои што ќе бидат во функција на граѓаните. Зашто да не биде? Може и тогаш советничката листа ќе се помести, се уредува. Само е потребна политичка волја, ништо друго. Се уредува. И изборниот законник може да се уреди, меѓутоа во денешно време, како што се поставени условите, тоа е во функција на големите политички партии, бидејќи, како што еве и сами констатирате, на помалите политички партии им се барат високи прагови за потписи и треба да поминат низ сложени процедури, немаат еднаков пристап до медиумите, имаат ограничено представување на гласачкото ливче, а да не збориме и за административните и за финансиските бариери, и тоа се упатува кон нефер надпревар. И сега овие кои што се, нели, главните играчи, они не сакаат нови играчи. Тоа сакам да ве прашам. Еве гледаме како одат разговорите за измените во изборниот законник. Која е целта на големите политички партии? Мислите дека има некаков договор помеѓу власта и опозицијата? И да не го гледаме договорот, мислам се гледа на мерата, која е целта на политичките партии да си го реализираат својот партиски интерес низ законска регулатива која што тоа лесно ќе им го возможи. Тоа е целта на политичките партии. Тие го диктираат темпото на игра, политичката волја е клучна во креирањето на законите, па дури и во спроведувањето, кога често пати се поставува и над законите, нели сведоци сме за тоа. Така што овие големи играчи не го делат теренот, а уште помалку па да го поделат со нови играчи, па уште по фер правила и во фер услови. Мислам, тоа е мисловна именка за се покажува дека е. Иако ветува во сите кампањи, во сите изборни циклуси, дека ќе направат една изборна единица, отворени листи, се ветува. Меѓутоа, штом поминат изборите, сето тоа спласнува, таа енергија спласнува, очигледно дека тоа име оружје за манипулација со граѓаните и за освојување на поголем број гласови. Да, и овие измени почнаа некако по таа лидерска средба на која што беше договорено освојување на една изборна единица. Како вие како независни гледате на идејата за една изборна единица и за отворени листи?
Значи, добро е да се спроведе таква идеја. Мислам, ние можеби нас директно тоа не допира, меѓутоа во секој случај е добро, заради тоа што ќе се намали доминантната улога на големите партии, од друга страна ќе се зголеми демократијата и инклузивноста на помалите партии и едноставно нема да има фира во гласовите, затоа што сега имате нели огромен број на гласови кои што со овој пропорционален модел на распределба и на определување на претеничките места како да не били. Така да Ја слушаме власта, ги слушаме изјавите на премиерот Мицковски кој што вели прифатете електронско гласање на диаспората, се друго ќе прифатиме ние. Дали може да се прават вакви услугувања и треба ли да се оди на таков договор на можност за електронско гласање секаде на каде диаспората? што има условување, по мене нема искрени намери. Ако имаме ние искрени намери, се знае каде е целта и кои се демократските цели. Значи, да бидеме реални. Сега фрли рипче, фати крапче, тоа мислам дека не оди. Со нели дали да гласа диаспората, како да гласа диаспората, како наеднаш тој ова прашање стана клучно, навистина не ми е јасно. Односно, јасно ми е, само мислам дека е на многу безобразен начин протнато. Зошто да гласа електронски диаспората? Зашто еве ние не можеме електронски да ги собереме гласовите, подписите? Зашто ние тука, во нашава држава, не се погрижиме како ќе гласаат нашите гласачи, да им се овозможи полесно препознавање на граѓанските иницијативи. Не е важно. Значи да имаме едноставен и лесен пристап на гласачот до гласачкото ливче, до гласачкото место. Зашто тука да не се гласа електронски? Пазете, после се што сме виделе, гласање со лични карти од иста адреса, со возови и со такви работи, па ова по мене е огромен ризик од изборен инженеринг. Гласањето на диаспората. Зашто им е потребно тоа? За кој консензус? Добро, оправдувањето е дека е потребно да се влијае на цензусот за избор на председател на државата во изминатите неколку изборни циклуси за избор на председател на државата. Тој процес вообичаено се врзува со парламентарни избори со цел да се зголеми таа излезност и да го има потребниот цензус. Треба ли вака да се условува изборот на председател на државата? И кое според вас би било соодветното решение за да имаме ние избор на председател на државата? Видите, јас мислам дека цензусот и треба и да се зголеми. Председателот на државата не е обичен човек. Председателот на државата е председател, тој е врховен командант на војните сили, така ли? Значи не е тоа туку така, тој е председател на сите граѓани. И не може тоа сега ние со одреден консензус ќе бираме председател. Како може така? Не знам. Како да влијаеме на граѓаните да има поголема излезност на председателските избори или каде е проблемот? Зошто нема голема видете, излезност? се ова што се случува во изминативе 3,5 децении во голема мера влие на зголемување на апатијата кај граѓаните и зголемување на процентот на граѓани кои што не сакаат да излезат на избори. По мене клучот на решението можеби и е во нив, затоа што тие се мнозинство и тие може да помогнат и тоа во голема мера може да помогнат за да се разреши оваа ситуација и едноставно да не даваат глас на партии кои што до сега ги излажале, како да речем, наједноставно ги излажале. И не ја уживаат довербата што треба да уживаат. Она што се условени граѓаните постојано по механизам да гласаат за едните исти, треба конечно да прекине и граѓаните да се освестат дека никој за ништо не може да ги условува и дека мокта е во нивното пенкало. И да си гласаат едноставно за промени, а не постојано едното исто. Не може ние да гунџаме 4 години дека не ни е убаво и после тоа па да гласаме за истото. Па шо сме ние? Шведски синдром. Јасно е веќе како ќе заврши целата оваа постапка или еве истекува последниот рок, нема никаков договор. Ги слушнавме барем јавно вашите барања, јас се надевам дека во некој следен процес на подготовка на измени во изборниот закон ќе ги вклучат и независните. Видете, кога тогаш ќе ги вклучат, ќе мора да ги вклучат, затоа што ние не бараме чуда, ние не бараме привилегии, ние бараме само фер избори. Ништо повеќе. Благодарам многу за гостување. И вас благодарам за поканата. По вчерашното гласање во Собранието, новите министри денеска ги преземаа функциите, деталите во продолжение од Александар Динев. Дигитализацијата, зајакнување на регионалните болници со повеќе услуги за пациентите и изградба на веќе најавените капитални проекти ќе бидат приоритети за новиот министер за здравство Сашо Клековски. Тој денеска ја презеде функцијата од Азер Алиу.
Фокусот на владата, регионализација, Штип Тетово, Кичево и клинички центар да се остануваат меѓу приоритетите на се во приоритетите на владата и секако ќе станат мои приоритети. Ке го продолжи и проектот на неговиот претходник за евиденција на работното време со отпечаток од прст, а ќе работи на подобрување на меѓуинституционалната соработка, за која, како што рече, била многу бавна. Тој денеска информираше за реализираните активности во двегодишниот период како директор на Фондот за здравство. Рече дека е задоволен, но можело и повеќе. Ги спомена нови лекови на позитивната листа, поголеми буџети на онкологија, детска и неврологија за скапа терапија, зголемена капитација на матичните и повисоки плати во јавното здравство. Во однос на владините проекти за кои сме преземале обврска, реализацијата ни е 54%. Оно што е во тек е рецепт, каде што финансирањето зависи од Министерството за здравство и обезбедување на здравствено осигурување за деца до 18 години кои нема здравствено осигурување, односно да децата до 18 години има здравствено осигурување без разлика дали нивните родители се покриени со здравствено или не. Покрај Клековски, собранието синоќа со 69 гласа за, без против и воздржани ги изгласа и другите 7 нови министри во владата предводена од Мицкоски. Нов министер за земјоделство, шумарство и водостопанство е Борче Серафимовски, кадар на знам, кој го наследи Цветан Трипуновски од ВМРО ДПМН. Министер за локална самоуправа ќе биде Иван Стоилковиќ, кој доаѓа на местото на Златко Перински, кој пак ќе биде нов директор на Фондот за здравствено осигурување. А Министерството за односи меѓу заедниците ќе го раководи Агон Ферати од Вреди. Неговиот сопартиец Јетон Шасивари денеска ја презеде функцијата министер во правда од Игор Филков. До вчерашните заменици во труд и социјала Ѓоко Велковски и Седат Сулејмани во култура станаа министри, а министер без ресор задолжен за интеграција на ромите ќе биде Ерџан Демир од ВМРО ДПМН. Александар Динев, Сител телевизија. Ке добија ли Усија 24-часовен мониторинг и построги критериуми за работа? Граѓанската иницијатива Стоп за Усија и министерот за животна средина за прв пат седнаа на заедничка маса. Повестите во 21. Милионски долгови и незаконски трошења утврдила државната ревизија во комунална хигиена Скопје. 60% од возниот парк не е во функција, а јавната чистота во Скопје е во ризик. Дека состојбата е лоша, потврдува и директорот на јавното предпријатие. Државна ревизија откри сериозни неправилности во работењето на комунална хигиена во 2024. Предпријатието имало големи финансиски проблеми, ангажирало стотици работници преку приватни агенции, исплаќало спорни прекувремени часови, а повеќе од половина од возилата не биле во функција. Според извештајот, во магазините се чуваат резервни делови вредни околу 102.000 евра, купени уште во 2009. Голем дел од нив се наменети за камиони што веќе не се користат, па постои можност никогаш да не бидат употребени. Околу 60% од возилата тогаш не биле во функција, односно во возна состојба биле само 76. Директорот Митковски вели дека при преземањето на функцијата лани затекнал уште полоша состојба на терен. Затекнавме некаде 16 возила со просечна старост од 13 години кои малтене секојдневно се расипуваат. Сега во моментов некаде имаме оспособено меѓу 50 и 60 возила. Митковски рече дека е завршена постапката за набавка на 40 различни возила преку Министерството за транспорт. Нивната испорака се очекува кон крајот на септември. Следниот месец пак треба да пристигнат 2 нови специјални камиони од 16 кубни метри, обезбедени со субвенција од градот. Набавени се и 3400 нови контејнери. Тоа е субвенција од градот. Првите количини, значи, треба веќе да пристигнат до крајов на месецов, 100 контејнери од тие треба да пристигнат, а останатите некаде рачунаме за месец дена, односно некаде таму крај на август месец би се комплетирале. Сите, да. Во текот на 2024 комунална потрошила околу 3 милиони евра за луѓе ангажирани преку приватни агенции за вработување. За плати и надоместоци, истата година исплатила околу 10 милиони евра.
Ревизорите утврдиле неправилности кај прекувремената работа. На ревизијата не и беа доставени докази дека евидентираните прекувремени часови навистина се остварени, ниту дека работните задачи се извршени. Дополнително на дел од вработените им биле издавани посебни овластувања за извршување работи од повисоки работни места, при што е извршена зголемена пресметка на плата, врз основа на прекувремена работа, која фактички не е остварена. За половина година на 36 административци им биле исплатени околу 11.200 евра за прекувремена работа, без известување до надлежниот државен инспектор на трудот. Комунална хигиена на крајот на 2024 имала вкупни долгови од околу 12 милиони евра. Најголемиот дел, околу 7 милиони евра, кон фирми добавувачи. Беа прекинати сите односи со сите добавувачи на резервни делови. Прекинати сите односи и контакти со сите сервиси, затоа што повеќе од 2 години воопшто не им биле измерувани обврските. И сите тие субјекти го имаат тужено предпријатието, нормално дека не сакаат повеќе да работат со партнери кои не си ги исполнуваат обврските. Ние успеавме да сето тоа го надминеме, значи да ги повториме сите тие контакти и врски. Ревизорите предупредуваат дека поради слабата наплата на сметките и големите долгови, предпријатието доцни со исплатите, плаќа камати и се соочува со ризик да нема доволно средства за нормално функционирање. Мартин Арсов, Сител телевизија. Протести против владењето на правото. Вака председателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски го оцени изразувањето на револтот од укинувањето на одлуката за имињата на улиците во Тетово. Костадиновски смета дека незаконска одлука на судот би значило отворање на можност и сите останати општини да постапат по истиот пример. Протестите за предлозите за имињата во Тетово се протести против владењето на правото. Председателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски вели дека доколку Уставен дал зелено светло за такво нешто, тогаш би се отворил патот за безредие во сите останати општини. Протести, не знам колку, повици на протести, ја ги нареков, тие протести се протести против владењето на правото. Зашто не ја гледаат суштината? 15 години имале можност да спроведат законската постапка. Замислете ако ние замижиме, да речеме условно кажано, политичка одлука. Што е политичка одлука? Да речеме ворете одлуката на општина Тетово. Па ние утре имаме 80 држави во државава. 80 општини ќе речат, Уставниот суд има пракса, он вика, не треба законски те услови да бидат исполнети. Што може за нив, може и за нас. Откако Дуи на 8 месецов поднесе нова иницијатива за промена на улиците, со остра реакција излегоа од Сојузот на борци во Тетово, откаде што велат дека македонските политички партии молчат за ова прашање. Според нив, именувањето мора да се гради низ официјалниот македонски историски наратив, а не истиот да се стави во сенка на нечии романтичарски, политички или популистички желби. Ниту еден обид за историски ревизионизам за оживување на поразените сили, за рехабилитирање на поединци дел од антидржавни проекти, движења и организации од било кој историски период, за промовирање на фашизмот и балистичките фашисти, за истакнување на терористи, озогласени злосторници кои кренале рака на народот и државата, нема да помине. Упатуваме порака до владата и до советниците во Советот на општина Тетово да покажат достоинство и интегритет, да отфрлат секаков предлог кој само значи легализирање на големо албанскиот национализам, сепаратизам и бализам, велат од Сојузот на борци. Вчера членовите на ДУИ ја напуштија седницата на Советот откако не им беше прифатено барањето, прва точка на дневниот ред да биде преименувањето на улиците. Уставниот суд на 17 јуни со мнозинство гласови ја укина одлуката со која во 2007 година во Тетово беше спроведено преименување на повеќе улици, мостови и плоштади и други инфраструктурни проекти, токму по иницијатива од Сојузот на борци во Тетово. Во саботата ДУИ организираше и протест во Тетово пред општинската зграда токму против одлуката на Уставен, откаде што порачаа дека почнува иницијатива за заштита на Охридскиот рамковен договор. Даниел Василев, Сител телевизија.
Од денеска официјално почнуваат да важат измените на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, со кои се воведуваат построги правила за користење на електричните тротинети. Според новите законски решенија, електричен тротинет ќе смее да управува само лице кое има наполнето 18 години, наместо досегашната старосна граница од 14. На велосипедските патеки и ленти максималната дозволена брзина е 20 км на час, додека на тротоари, пешачки и мешани патеки останува ограничувањето од 6 км на час. Возачите на електрични тротинети при преминување преку коловоз или пешачки премин, доколку нема велосипедска патека или лента, ќе мора да се симнат од тротинетот и да го туркаат. Дополнително, со измените се забранува превезување на друго лице, а во случај на прекршување на ова правило ќе бидат казнети и возачот и патникот. Носењето заштитен шлем одсега е задолжително за сите возачи, а и понатаму останува обврска за користење рефлектирачки елек при ноќно возење или во услови на намалена видливост. Законот предвидува и построги санкции, освен парични казни за одредени прекршоци, ќе следува и привремено одземање на електричниот тротинет во период од 30 дена. Доколку прекршок направи дете, одговорноста ќе сносат неговите родители или старатели.